Брзо возење, часови за пукање со пиштол, за малку избегната смрт од струен удар, за викендов да сме сведоци на трагична смрт на 14-годишно девојче, прифаќање предизвици кои може да завршат трагично. Желбата за краткотрајна TikTok слава доведува во опасност човечки животи во Македонија. На удар се младите, кои не секогаш можат да направат елементарна разлика помеѓу стварноста која се создава на социјалната мрежа и објективната реалност, дотаму што дел од нив не можат да проценат каква е вистинската опасност, дециден е професорот Илија Ацевски. Едукација од најмала возраст преку образовниот систем, но истовремено и строга родителска контрола би помогнало младите да разграничат што чини, а што не од социјалните мрежи. Мора едноставно во програмите од најмалите години да се започне на едно посистематско, би рекол, образование за користење на социјалната мрежа, на паметните телефони, на компјутерите, во едни, би рекол, во позитивна смисла, веќе тоа е еднината на некој начин и на целиот процес, особено во образованието. Последниот случај со предизвици од социјалните мрежи за жал заврши трагично за 14-годишно девојче од скопската населба Илинден. Група малолетници сакале да снимаат за TikTok и се качиле во вагон со висок струен напон, а кабел ја осмртило. Слична несреќа поврзана со снимање на видео за TikTok се случи пред неколку месеци во Скопско Маџари, кога 17-годишна девојка на идентичен начин доби тешки изгореници по телото. Во соседна Албанија познавачите гласно зборуваат за забрана за користење на социјалните мрежи, конкретно TikTok, поради 2 самоубиства. TikTok е штетна апликација особено за тинеџерите, зашто преку неја се промовира јазикот на насилството и омраза. Во земјава регистрирани се 2 самоубиства, токму поради оваа апликација, затоа таа подитно треба да се затвори. Како друштво пред 1 година побаравме од Агенцијата за аудиовизуелни медиуми да се затвори истата, но до денес немаме одговор. Професорот Ацевски вели забраната можеби би имала ефект, но досега нема анализи дали тоа би дало конкретни резултати. Не верувам дека тоа ќе даде некој позитивен резултат. Може вака краткотрајно, но имат и други на тие мрежи, други, би рекол, програми кои се користат во најразлични се снимање, Тоа е така да може тоа да значи, ние не ги знаеме се уште тие резултати од, да речеме, од Албанија, па да можеме нешто да правиме таква една анализа. Загриженоста за влијанието кај на младите од социјалните мрежи е глобален проблем. Македонската влада засега само најавува стратегии за дигитализација и за медиуми со кои во иднина би се регулирала употребата на социјалните медиуми.